зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Може да веруваш без оглед на околностите. Зошто? Зошто Денис мораше да умре? Прашањето врескаше во умот на Джин Галант. Ова 14 годишно момче го имаше сиот живот пред себе. Толку многу надежи, толку многу соништа. Но сега на црковниот летен кап од сите места Денис се удави во базен. Во налед на неверување и скршено срце, кампот се затвори и сите си заминаа дома. Толку многу напори и молитва беа вложени за да се овозможи најдоброто кампно искуство. Персоналот неуморно работеше, а сепак се случи трагедија. И можев да не се борам против Божиот начин на спроведување во неговите цели, се пресетува Джин. А сепак за време на погребот, мајката на Денис беше таа што ги охрабри пријателите и семејствата да се утешат во Божјата сувереност и љубов. После прифатив и научив да верувам во Божите начини, без оглед на околностите, рече Джин. И на крајот да му дозволам на Бог да биде Бог. Како што минуваа неделите, Джин размислуваше многу за летниот камп кој беше прекинат од наводната катастрофа. Како персонал на кампот се гордеевме што смисливме прекрасен камп да ги подучиме младите на вредни лекции за животот. Наместо тоа, Бог смисли собствен план да не научи сите нас преку животот на неговото скапоцено дете Денис. Случајот влијаеше врз сиот наш живот многу посилно отколку што можеше да влијае 4-дневниот камп. Но Исус рече: вистина ви велам, ако пченичното зрне не падне на земјата и не умре, останува само. А ако умре, донесува многу плод. Јован 12:24 стих. Денис без друго беше тоа семе, пченица. Иако му беше скусен неговиот живот на земјата, ефективноста на неговиот живот се умножи во животот на учениците и персоналот. Никогаш нема да биде заборавен. Повеќето од нас мислат дека долгиот живот е најуспешниот живот, но Бог може да има други планови. Она што е најважно не е должината на животот, туку влијанието низ призмата на вечноста. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.